Цивил медија. Говориме за тешка тема, корупцијата, која што е канцер на секој едно општество и должност на секој од нас е да даде свој личен допринос во борбата против корупцијата. Целосно се согласувам со првичната теза од Џо Бајден, ми се чини дека патриотизам е борба против корупција. И апсолутно е така. Но за да постои корупција, постојат мотиви. Кои се мотивите на секој еден функционер да почне да размислува за коруптивни дејанија? Неизвестноста од едината е причина број еден. Значи, страф од политичка репресија во еднина, страф дали ќе остане без работа, што ќе се случи со него. Тоа се едни од причините на кои што размислуваат функционерите. Второ, страф дали ќе има доволно средства за образование за своите деца, за здравство и така натаму. Доколку секој партиципиент по секој сегмент од власт работи на подобрување на системот на секоја една институција и изградиме едно општество во кое што никој нема да се плаши за својата иднина, тогаш ќе се намали и желбата и стимулансот некој функционер да размислува за корупција, затоа што ќе знае кога ќе заврши функцијата, ќе може да си најде нормална работа, да има нормален живот и да го продолжи животот мирно, без страф од прогон од власта доколку направил одредено коруптивно дејание. Оние кои што се алчни, кои што направиле одредени работи, кои што сгрешија, сега во моментот се соочуваат со органите на прогони, тоа си е нивни проблем. Уште нешто, за да се подобри една од причините за моделот за борба против корупција и недоволниот степен на самоиницијативност е одредени луѓе кои што добиле доверба од страна на извршната власт или на законодавната власт и се на одредени функции. Некоректен е односот кога некој очекува само од првиот човек во државата или од премиерот да се направат сите реформи, да се решат сите проблеми, бидејќи еден човек нема волшебно стапче за да ги реши сите проблеми. Дадени се одговорности на многу луѓе и секој треба да се ја прифати одговорноста и да понесе дел од товарот на својот грб. На тој начин сите ќе допринесеме во градење на едно подобро општество, кое што ќе создаде предуслови за борба против корупција. Сега, дел предлог решение. Секоја институција, во секоја област, на секој ниво, да покаже системски подобрување, за да се обезбедат гаранции за владење на правото, ефикасност, испорачување на неселективни услуги, за да се започне со процесот на враќање на довербата во системите, во институциите и во сите делови на власт, пред се во извршната, но и во судската власт. Секој треба да започне од себе си. Само иницијативност кај органите на прогон, особено кај јавното обвинителство. Новиот закон за кривична постапка дава палета на можности на јавното обвинителство само иницијативно да постапува, но јавното обвинителство постојано чека кривични пријави од Министерството за внатрешни работи, иако законот дозволува сами да започнат да постапуваат и да работат на сериозни предмети за организиран криминал. Очекуваме во иднина јавното обвинителство да го зголеми степенот на самоиницијативност, дури за одредени предмети да формира специјални тимови, бидејќи законот им дозволува да изземаат луѓе од други институции, од истражните органи, за да формираат тимови за борба против конкретни случаи за организиран криминал. Повисок степен на одговорност и самоиницијативност кај независните регулаторни тела. Секој кој што добил доверба, без разлика од кој независно тело, дали новата антикорупцијска, дали Државен завод за ревизија, дали антимонополска, мора секој да покаже самоиницијативност, да покаже храброст, да го зголеми степенот на транспарентност, за граѓаните да почнат да враќаат довербата пред се во државата и во системот. На тој начин и функционерите ќе размислуваат на друг начин. Она кое што сакам да го поздравам е што новата влада го продолжи процесот кој што беше запрет од претходната на формирање на национална база за криминалистичко разузнавање. Еден од најважните проекти за борба против корупција во оваа држава. Охрабрувам да започне да се заврши тој процес, бидејќи со софтверското обмрежување помеѓу институциите ќе се зголеми степенот на ефикасност во борбата против организираниот криминал и високите форми на корупција.
Исто така, добро е да се размислува за модерни електронски системски решенија за граничните премини, со цел намалување на степенот на сивата економија, а на тој начин уште 100 милиони евра годишно ќе имаме плюс, доколку се среди состојбата со граничните премини уште подобро. Иако се работи на тоа и знам дека во Царина е реотворен уште еднаш проектот кој што беше намерно запремнат минатата влада со цел да нема видливост на одредени работи. Исто така, мора да се размислува воедина за зајакнување на системот во делот на мерката конфискација. Ние имаме агенција за управување со конфискуван имот, но делот мерката конфискација е под надлежност на судовите, а во одредени земји постојат посебни институции кои што работат на конфискација по завршување на судската постапка и кога одредени лица за одредени кривични дела од областа на организираниот криминал, кои ќе бидат осудени со правосилна пресуда, пред комисија, теретот на докажување на целокупниот стекнат капитал е на осудените. За се што ќе докажат дека го стекнале честно, останува нивно. За се што нема да докажат од каде потекнува, останува во раце на државата. Исто така, она што за крај сакам да го потенцираме, препораките од Прибе се одлични, тоа е фундаментот, темелот на државата во реформите. Оваа влада работи на имплементација на препораките од Прибе, но ние како држава мораме да почнеме да размислуваме за уште подлабински реформи од тие, бидејќи тоа се само контури. Може да се размислува за уште подлабински и посуштински реформи. Според мои одредени созданија, досега во делот на судството, бидејќи вршиме мониторинг, има подобрување, судството е ослободено од стегите од политички интервенции како во минатото. Дури е чудно што одредени судии очекуваат некој да им сугерира нешто, но не се случува тоа, бидејќи е оставена судската власт да биде независна како и што личи. Одредени обвинители кои што работат процеси се плашат некој дали би интервенирал за да се забрани некој процес за висока форма на организиран криминал. Јавно апелирам, доколку некој обвинител добие било каква закана од било кој функционер, нека се јави слободно во зелена лупа, а ние ќе го информираме премиерот, бидејќи за него гарантирам дека 100% ќе се заложи и кој да е функционер ќе одговара и на крај ќе се расчисти предметот до крај, по закон и како што треба. Цивил медија